Добро вечер. Откако премиерот Ковачевски се одлучи за докапитализација на владата, на политичката берза сосема брзо, тоа веќе не е вест, која е ценовно чувствителна информација. Формацијата која ќе стигне до 72 пратеници, всушност изгледа толку многу, но веројатно во ваков парламент, кој што може според деловникот да го блокираат и 2 пратеници со безброј амандмани, не дава никаква гаранција дека 72 ќе можат подобро да функционираат од 64. А дали всушност се и 64? Пред една година, кога алтернатива влезе во владата, тој пресек беше 60-60. Таа ја спаси владата од паѓање. Една година подоцна некаквите пресметки на сигурни на страната на парламентарното мнозинство пак покажуваат златен пресек 60-60. Алијанса за албанците е свесна дека коментарите кои ги добива дека всушност и помага на ДУИ да преживее, а со тоа и на СДСМ, се чини дека се помала причина која треба да биде единственото образложение зошто сега би влегле во владата во предвечерието на парламентарните избори, без оглед што до нив, до редовниот термин, има повеќе од една година. Образложенијата кои ги слушаме деновиве дека се работи за намера за јасна демаркација во парламентот на проевропските сили наспроти националистите и дека тој европски пат треба да биде обележан за почеток со овој напор да се стигне до 72, всушност го разобличуваат апсурдот. 72 многу повеќе ги оддалечуваат од границата 80, отколку да речеме 64, кој што одржува и некаква шанса дека е возможно со ВМРО ДПМН и да се води некаков диалог за уставните измени. Што всушност сега ги тера со задоцнета памет Алијансата за албанците да влезат во владата? Може би многу повеќе од овие математики, 72 по парламентот, од оние долги епски описи за програмско усогласување меѓу двете партии, кои треба да покажат заедничка грижа за антикорупција, за владење на правото и уште многу други точки, може би невидливо, тие сакаат да си дадат шанса, сосема доволно пред изборите, да ја видиме следната изборна алијанса, во која би влегла и Алијансата за албанците. Смета ли премиерот Ковачевски дека една година е доволна да се види таа формација, која ако функционира во владата би било честно да ја понуди и како изборна коалиција во трка за 61 за следните избори? Што од ова е вистинскиот мотив? Кои други потпрашања треба да се решат во оваа коалиција? И колку нови енигми ќе отвори и конфронтации во парламентот оваа вакво докапитализирање на владата? Вечерва на Вин-Вин ќе разговарам со председателот на Алијансата за албанците Армен Таравари. Добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата. Проверував да бидам точна во овие економски описи за политичките операции, а откако ќе одгледам реклами, со вас ќе почнам со својствено за невролог со медицинската диагноза. Но да видиме прво реклами, па одиме со интервјуто. Господине Таравари, малку време ќе потрошам за обид да видиме има ли смисла политичари да ги бркате за логичност во изјави, временски периоди. Мислам, че дека нема таков кој што може за себе да потврди. Си стојам на ставовите толку многу години, ништо не сум променил. Невозможна мисија е ДУИ и Алијанса да се најдат на исто место. Не сакаме хибрид, ниту сојуз со субјект кој целосно е дегенериран. Геномот на вирусот на ДУИ успеа да се вметне во геномот на СДСМ и нив да ги трансформира во еден хибриден режим, а тој хибриден режим е само делта мутација на груевизмот. Ова се изјави по најдобриот резултат на Алијанса за албанците на изборите 2020 година. Помина обидот дека ќе турнете владата, алтернатива од вас изгледа
побрзо прочита што ќе се случува во таа политичка мапа, се извлече брзо кон оваа владина коалиција, вие со задоцнување од 1 година го правите истиот потек. Но влијанието на Алијанса, еве со тој делта мутација вирус, сега во нови околности е омикрон или кракен. Лесно се преживува и не рефлектира ништо. Не, ја стојам на секој пишан збор. Тоа е колумна напишана некаде септември или август 2020 година. Ништо од тоа не би сменил. Ја се согласувам со тоа што сум го напишал. Меѓутоа, периодов во кој што се наоѓаме како држава е малце поинаков отколку тоа што беше пред февруари 2022 година. Инвазијата во Украина од Русија смени многу работи тука, а плюс и почетокот на скринингот на Македонија заедно со Албанија веќе не доведува во ситуација во која што некогаш не треба да се размисли само за рейтингот на партијата, туку и за доброто на обичниот граѓанин и на општеството. Ние сме свесни дека ова доближување со власта, кога кажувам со власта, ги подразбирам сите партии што се во владата, подразбира наш обид за акцелерирање да се стигне до 80, ништо повеќе. Ние сме го кажале ова и во почеток на нашите преговори со партиите кои што разговори со партиите од власта, дека тука сме и од опозиција да изгласаме. Меѓутоа, новите превирања внатре во ДУИ, внатре во СДСМ, целосната ситуација, анализирајќи го и влијанието на... Ајде сега малку овој дел. Ајде, една по една да одиме. Која е логиката дека со 72 вие акцелерирате како што велите, друга атмосфера во која ВМРО ќе рече ова на другата страна станува сериозно, дајте да видиме, да додадеме уште 6 и да ја завршиме работата. Повеќе за очекување дека ова го доживуваат како политичка закана, дека ова во политичкиот пейзаж значи дека ВМРО ДПМН реално останува без коалицијски потенцијал кон албанците и дека на тоа ќе одговори уште порадикално со едно големо не. Слушајте ме, ако ги следите од ВМРО последно време, гледате дека навистина нивните појавувања секојдневно против мене и Алијансата за албанците веќе изгледа хистерично. Веќе добива димензија која што не е нормална. Тие се однесуваат како да Алијанса за албанците мора да остане во опозиција, дека ние сме фатени, дека сме некако не притискаат, дека мора да влеземе, туку не сакаме. Ние сакаме со ова да испратиме порака и до ВМРО. Дали вие разбирате што всушност сакаат да ви кажат? Да, разбираме. Дека со ова поминување од другата страна вие правите позиции кои едноставно нив ги оставаат без главниот наратив. Кој си ти, колку ќе освоиш, а имаш ли албански партнер? ВМРО останува од една страна со левица, веќе се за жал, ќе речам, стигматизирани некако, дека едноставно го пречат процесот поради нејасна работа. Значи, бугарите да се стават во преамбула, тоа било толку трагично за Македонија, а од друга страна па не мислат дека ако не ги започнува Македонија преговорите до крајот на годината, тоа е уште потрагично за државата, па и за луѓето ние што живееме во оваа држава. Така да, јас мислам дека со бројка 64 многу потешко може да се стигне до бројка 80 и со една бетонирана бројка 70 или 72 и плюс Беса која што мислам дека би гласале исто како Алијанса, без разлика дали се опозиција или позиција. И пак не достигат 6. Да, меѓутоа многу полесно е да се стигне до 80 од 72 или 4, отколку да се стигне во оваа состојба во која што е актуелното мнозинство, кај што секојдневно ние не ги знаеме бројките колку има. Вие тој добар трговец одамна во една прилично ефтина лутина тогаш за одземањето на функциите, го испративте директно во Муртино, таму да си практикува такви како велевте диктаторски манири.
Ми се чини дека Ова го кажувате за 2018 година? Да. Ние, видите, во многу значајни ситуации. Велам, мајсторот можеби кој што може 8, сега се неопходни да речеме 6, ама предпоставам дека Ковачевски во таква авантура не би влегол. Не знам дали ќе се успее да се стигне до 80, тоа не може да го гарантира никој, меѓутоа многу полесно е да се стигне од една стартна позиција 70, 72 или 74, отколку од позиција во која што парламентот не може веќе месец и пол, 2 месеца да заседава, бидејќи не може да створат кворум. Тие 72 или 74 постоја со вашите изјави без да влегувате во влада. Се уште стојат тие изјави, дури и во овие преговори што ги започнавме, ние кажуваме дека сме подготвени, бидејќи добиваме сигнали, јасни пораки, дека не е добро 2023 да се оди на предвремени избори, дека би поддржале и малцинска влада. Без да добиеме ниту министерско, ниту директорско место, туку да бидеме бекап на владата да функционира и да се обидат да направат 80. И ова сме го понудиле, еве и јавно го кажувам. Меѓутоа, подготвени сме и да земеме одредени одговорности и евентуално да раководиме одредени институции. Ама тоа се две слики. Тоа би било сосема логично и можеби за сите ете јавно ја им упатувам повторно, а тоа е и кажано, дека ние сме подготвени без никаков проблем да поддржиме влада, малцинска влада, доколку и немаат 60. Во моментот кога збориме, ние не знаеме колку има мнозинството. Знаете, со новите превирања што се случуваат во ДУИ... Ви велам дека има 60 сигурно. Не знам колку има, без разлика колку има, тоа е нивна внатрешна работа, меѓутоа, гледајќи ги околностите што се случува, ја зборувам малце и регионално, што се случува во Бугарија, сигурно и вие и јас ги следиме редовно што се случува, каква е кампањата, 80-90% реториката е за Македонија. Гледајќи тоа што се случува во Косово и во Србија, гледајќи го тоа што се случува во Албанија, значи не би посакале Македонија да биде во моментот нестабилен регион, кога е многу битен момент и не би сакале да се повтори Букуреш 2008 година. Дали можам да констатирам дека се ова што сега го гледаме, Иван се велат, како можете да си дозволите себе си, после волко опозицијски стаж, еден природен раст на партијата, на крајот да завршите како некаква гума за спасување на ДУИ, тоа се коментарите однадвор, а всушност можеби точниот рецепт е дека левица успева да биде центрифугата на се во политичкиот пејзаж. Може би по вина на ВМРО ДПМН, кој тргнува во лов на тие предпоставени радикални гласови кои би му ги земала левица, и по ваша проценка дефинитивно се оддалечува од било каква можност за соработка со вас. Дали ви е полесно ова да го изговорите, откако резултатот на локалните избори, кој што е прво партнерство со ВМРО ДПМН, покажа дека вие загубивте некаде околу 30.000 гласови за само една година, од 82.000 на парламентарните, завршивте некаде на 58.000. Од 82.000 со алтернатива, завршиме на 58.000, значи 24.000 помалку. Искрено кажано, ние го скршивме табуто, дека ВМРО после 2016 година зборувам, дека ВМРО може да соработува со некоја албанска партија. 2020 година, декември некаде или ноември, Конрад Аденауер не седна заедно и тој период ние се побаравме во ВМРО за евентуална соработка на локалните 2021 година, да се смени таа реторика и тој вординг. И тие успеа во тоа, барем се обидуваат декларативно дека не жалат за тоа што се случило на 27 април, дека 20% не им пречи, дека со животот е фундаментот на оваа држава. Дури изборот на Данела Арсовска е делумно тој тип на подадена рака, бидејќи вие сте свесни дека во град Скопје за директно ВМРО-вско решение нема шанси да гласа. Се договоривме за 6 општини да соработуваме за локалните избори и цената ја плативме прескапо, дефинитивно. Меѓутоа без разлика на тоа. Кога ќе видиме сметката на ВМРО, тие пак велат, вие немаше да станете градоначалник на Гостивар ако не беа нивните гласови. Сега не знам. Талат Џафери бил заслужен според огнената група. ВМРО вели тие се заслужени на крај. Немаше анкета во Гостивар која што не покажуваше дека ќе победиме.
ВМРО да имало 3000 гласови во Гостивар максимум. Никого не сакам да подценам никаков политички фактор, меѓутоа разликата во Гостивар беше 6000 гласа. 50% имаше Алијанса повеќе отколку ДУИ. Така да не би сакали Данела, не би станала градоначалник и во повеќе општини би се рефлектирало дека ВМРО немаше да победи ни од прв круг, ниту од втор круг, да немаше соработка со Алијанса и Алтернатива. Сега кога ги прашаме ВМРО би рекле подобро да не станеше градоначалник. Тоа се хипотетични состојби. Јас не жалам за ништо што сум направил и ние што сме направиле како Алијанса за албанците и тогаш 2021 година сме седнале во партијата, сме анализирали и нема враќање од тоа. Сме соработувале, целите ни биле битни и добри, значи не со зли намери. Меѓутоа тоа што се случува сега со ВМРО, тоа е веќе поинакво ВМРО, тоа со кое што ние соработувавме во 2021 година. Ако се вратиме, господине Таравари, во таа 21-ва, иако сте оштетени после локалните избори, вие решавате да го направите она големо фото со насмевки, победата е предност, иако мислам дека тој обид за гласање доверба на владата не беше обид да се инсталира друга влада со друго мнозинство, туку вовет во веројатно намерата, затоа што ги проверува в изјавите, вие однапред ја ставате резервата со левица тука на оваа маса, ние после овој процес на гласање доверба ќе разговараме одново што понатаму. Но резултатите во Тетово на повторените избори за Совет веројатно се отрезнувачки да сватите дека вие ја губите собствената субстанца и дека може би е последен момент да се фатите во овој друг воз, без оглед дали го китите со европски атрибути, со се останато, затоа што веројатно поинаку не може да се преживее во политичкиот пейзаж. Иако вас лично, кога сме ве портретирале, сме ве опишувале како ВМРО-вецот во редовите на Алијанс. Да, знам, така и во нашата партија имаше луѓе кои што викаат така, меѓутоа за мене и за повеќето од нас кои што ја раководиме партијата, Алијанса е пред се. Значи тоа ни е најбитно. Меѓутоа се случува одредени ситуации кои што беа за нас недобри, да речам. Ние од ВМРО се дистанциравме од јуни, кога беше францускиот предлог за договорот меѓу Македонија и Бугарија. И тогаш веќе кажавме дека од Данела немаме никаква работа и со ВМРО комплетно се дистанцираме. Меѓутоа август беа изборите во Тетово. Знаете како е, кога е за Совет, вие тешко е две партии се надпреваруваат. Не е за градоначалник и некои не критизираа дека имате слаба листа. Ние ставивме све млади луѓе да бидат во Тетово кандидати во таа листа. И што се случи, имаше една листа подобро за Тетово. Во таа листа беа професионалци и многу честни луѓе од Тетово. Ја често кажувам дека подобра листа, поквалитетна листа, последните 30 години во Тетово и во Гостивар немало. Листа од луѓе кои што се многу влијателни во Тетово. Професионалци, докажани, алтруисти, кои никој не е во политика од тив. И знаете колку добија тие? 500 гласа. 200 или 550, 600. 200 гласа помалку од Алијанса. И тоа ми е некакво оправдување дека не е грешка листата, туку некогаш се надпреваруваат две партии. И во Гостивар, знаете, Беса доби околу 800 гласа на изборите 2021 година. Зошто секогаш излегуваат напред две партии. Што се случи и што беше пораката од Тетово, Оливера? Ова е многу побитно. Сите партии што се надпреваруваа беа на власт, освен Алијанса за албанците. Беса локална власт, Алтернатива централна власт, ДПА централна власт, ДУИ централна власт, СДСМ централна власт. Само Алијанса беше партија која што нема никаква власт и која што беше главен представник на опозитаризмот кај албанците. Што добивме порака од обичниот граѓанин, од тој тетовец кој што гласа, дека стандард некако е клиентелизмот. За жал, ова со жалење го примивме дека тие што се на власт, сега што треба да заклучам? Ќе направат некаков бенефит. Дека нема да ви дадат пас да одиме сега во партија, да одиме до поддршка на малцинска влада, афирмирајќи некакви европски цели, туку еве по овој рецепт, видете што преживеавме во Тетово, сега и ние да бидеме централна власт. Не, никако. Тоа после тоа знаете оставка даде председателот на партијата, што не е причина за Советот во Тетово да се даде, меѓутоа покажавме други стандарди, поинакви од другите партии.
он си даде оставка, ние почнавме со реорганизација. Денес када има избори во ТТО, после 4 месеци зборам, и рейтинзите покажуваат, ја ги анализираме секој месец рейтинзите, сме меѓу единствена албанска партија која што има пораст од ноември до јануари. И тоа огромен пораст. Утре да има, следната недела да има избори во ТТО, ви гарантирам дека Алијанса за албанците би била сериозен конкурент за добивање на гласови во ТТО. Меѓу првите две партии кои што добиле најповеќе. Меѓутоа, тоа се хипотетични состојби, не би сакал со тоа да шпекулираме и да манипулираме. Времето ќе покаже. Ајде овие што се точни. Не е ТТО пораката со која што ние во периодов разговаравме и сега почнавме да преговараме со партиите кои што се на власт. Апсолутно не. Меѓутоа, сакав да кажам каква порака добивме од ТТО. Ние сега седнуваме и даваме сигнали дека можеме и од опозиција, и тоа јавно кажано, да ве поддржиме, меѓутоа имаме капацитет и да земеме обврски, да влеземе внатре и да покажеме дека знаеме да раководиме со одредени институции подобро отколку вие или отколку другите. Така да ние раководиме со 3 општини, раководевме со едно министерство само за 3 месеци, покажавме дека имаме капацитети. Сега, за една година, дали може да се направи нешто? Секако. Ја продолжувам да мислам дека можеме со нашите интелектуални капацитети, луѓе, човечки ресурси што ги имаме, да покажеме како се раководи поинаку и дека може да се направи тоа што ни е главна точка во преговорите, да се бори против криминал и корупција и да воведуваме толку колку што можеме, ви велам со тие институции што ќе раководиме, функционирање на правна држава. Меѓутоа, тоа не можеме да го направиме од опозиција, ти нон-стоп кажуваш дека ова ќе го направам тоа кога ќе дојдам на власт. Кога имате одредени институции, вие веќе може да покажете какви капацитети имате, како може да раководите со одредени институции. Дали можам да добијам од вас делумно барем отворено признание дека понекогаш ќе мора да се биде жртва на непотребно пресилно изречените зборови, некој од овие ви ги цитирав за како СДСМ станал копија на груевизмот или се останато, и особено дали ја извлековте поуката дека не е доволно во политичкото поле да живеете како единствен агенс кој што вика само уште малку, само што не сме ја турнале дуи од власти, дека тоа во еден момент станува потполно бесмислен наратив за кој што пак подоцна кога ќе дојдете треба да ми опишувате а кои сте вие, какви потенцијали имате, какви политики треба да водите. Дали почнувате да станувате свесен дека тоа време изгубено во обсесија со Дуј сега ве носи на црта кај што ви велат што зборувавте за Дуј, а што правите сега, погледнете се. Не е обсесија за Дуј, ние сме биле и се уште сме критизери на Дуј и на оваа влада и на СДСМ. Ако некој критикувал, ја мислам дека сме критикувале објективно со одредени факти. Вие знаете какви скандали имала оваа влада последните 5 години. И тоа не се тргаме од тие зборови, стоиме на тоа. Transparency International излезе пред 2-3 дена. Покажува индекс на перцепција на корупција како е во државата. Дали се разликуваме во времето на Груевски, тој индекс беше многу подобар отколку сега. Не го криеме ова. Излеговме со полно пресконференции, нашите пратеници во... Доктор, ама ова изгледа шашаво скоро како космодиск. Зошто шашаво? Во која смисла мислите шашаво? Вие велите пред неколку дена на интервју, па не сме помогу толку луди да влегуваме во влада која секојдневно тресат скандали. Добро. Ако немаме повисока цел. Продолжувам да слушам. Што е повисоката цел? Како побрзо да стигнеме до 80? Ви велам, нема да стигнете до 80. И сега тука се заедно почнува да изгледа навистина прилично шашаво. Зошто не е нормално дека прагматично проценувате дека така се поделија картите во политичкиот простор, па е време себе си да се определите кон кој политички капитал вие сакате да контрибуирате? Не, во моментот, значи ништо од тоа што е кажано, ние си стоиме на тоа. За критицизмот што сме го кажале за владата, ништо не се тргаме од тоа. Значи не се тргаме. Тоа што е критизирано, тоа е така.
Меѓутоа, моментот е ваков. Не велам сега веќе тоа е некако и одвратно да кажеш за евроинтеграција. Меѓутоа, сите пораки што ги добиваме, ама сите, баш сите, од сите меѓународни пријатели, меѓутоа и други релевантни политички чинители, направите што ќе направите, добро е да се случат уставните промени. Јас сум кажал и за францускиот предлог, една од поголемите грешки на оваа влада, дека не беа транспарентни и не беа инклузивни. Значи, не викна во тие преговарачки тимови да има и луѓе од ВМРО или од Алијанса, како опозицијски партии. И кои што не беа потранспарентни, да не се случи пред 3 дена кажувате не ви се допаѓа договорот и после 5 дена велите супер е договорот, мора да се прифати. Така да дојдовме во таква ситуација што мора да се разговара и со ВМРО ДПМН, евентуално и можеби некои пратеници ако има стабилност на оваа влада, ја мислам дека има шанси можеби да се случи и фамозната бројка 80, која што верувајте е многу битна. Ако се случи Албанија да ги започне преговорите, Македонија да остане со скринингот и да престанат. Понатаму, оти ние не сме во преговори, само во скрининг фаза. Верувајте, ќе има огромна фрустрација кај народот, кај граѓаните. Ние ќе останеме држави како што се Босна, Косово и Македонија надвор од преговарачкиот процес. Тоа можеби ќе не воведе во некој циркулус вициозус кој што не знам како ќе заврши. И тоа е побитно и позначајно отколку рейтингот на партијата или отколку тоа што сме го кажале и стоиме позади тоа. Меѓутоа некогаш интересот на граѓанинот, на тој обичен граѓанин е многу побитен отколку рейтингот на партијата. Ние сме свесни дека со ова седнување за разговарање и за преговарање штети во рейтингот на партијата. Сме направиле свод анализи, сме ангажирали и експерти да видиме што е предноста, што се недостатоците, што добиваме и што губиме. И потполно сме свесни дека во овој момент со доближувањето до владата ние си ја штетиме партијата на некој начин. Со огромен процент на можност. Вие не сакате да признаете дека штетите се трајно направени од разноразни кокетирања, резултатите покажуваат сериозен пад. Вие сваќате исто така дека нема зошто да остане. Дали ги имате анкети за декември, јануари за Алијанса за албанците? Ама ве молам. Да. На месечна основа дека вие така се коригирате, со што? Не, видете, Оливера, јас знам структурите како се. Како е растот на рейтингот на партијата. Значи, скоро, да не велам 20%, е зголемувањето на рейтингот на партијата. Ако намерата е, еве да се стигне барем до тие 6, зошто? Кои 6, мислите? Тие 6 на ВМРО. Да, еве, овие беса ги сметам дека секако ќе бидат... Не 6, туку треба да се рачуна минимум 8. Аха, добро, знам, сега има како се вели мртви стражи и во таа широка коалиција на СДСМ. Добро. Зошто тогаш вие имате потреба како во очите на ВМРО некаков престапник кој изневерил некаков договор што ќе правите и сега за доцнето една година некои би рекле па Африм си попаметен беше од тебе Тарафари, свати колку е часот после локалните избори, а заврши таа работа побрзо од вас. Сега вие ќе се потите да китите европски приказни, ама некако не функционира. Зошто вашата партија би испратила соопштение во кое вие се чувствувате повикани да им кажете големо не на ВМРО, бидејќи некоја анкета покажала дека Никола Груевски е најпопуларниот, најпосакуваниот политичар и тоа за вас е доволно да кажете дека ВМРО ДПМН не е реформирана партија? Видете, за жал, очекувањата од ВМРО беа многу поинакви. Ова го кажувам јавно неколку пати. ВМРО веќе влезе во едно оро кое што Ама вие не сте јавност, вие не сте аналитичари, сте политичари. Некои работи сте морале да ги знаете и пред да ги давате овие думи дека се променила. Кога почнавме соработка, тоа е соработка за локалните избори. Наративот на ВМРО беше сосема друг. Комплетно друг. Оваа ВМРО сега која што се надпреварува со левица, за одреден таргет на луѓе кои што, ќе речам, се повеќе националисти, кои што се антиалбанци, анти-НАТО, анти-Европска унија.
Тие се група на луѓе за кои што се бори ВМРО со левица. За жал можам да констатирам веќе ВМРО е влезено во орото која што го раководи левица, која што оди напред со левица. Ние не можеме да ги вратиме, меѓутоа не можеме и себе си да се оштетуваме. Затоа од јуни, јули минатата година, 2022 година, кажавме дека ние не соработуваме со вакво ВМРО. Ако продолжите со ваков наратив, ние сме тука. Јас стварно жалам и мислев дека ВМРО... Димитар Ковачевски ја има таа сета слобода, да не мора да ги слуша ниту тие гласови кои ако ВМРО се фатил во орото со левица и секој ден слушаме коментари колку тоа е недозволиво радикален процес, дека немаат разбирање, особено за центристичките сили во ВМРО, зошто го пуштаат просторот и одат повеќе десно, дека Димитар Ковачевски исто така слуша приговори дека е незамисливо СДСМ себе си да си дозволи да влета во авантура на волку албански партнери на кои на крајот велиме добро, зошто ти требаат сите во влада? Па да имаме 72. А на крајот истата таа левица со 2 пратеника може да ви става по 4-5 амандмани и ниту еден закон, ниту една реформа со која вие сака да се представите да не помине. Видете, ја не би сакал да навлизам зошто Ковачевски. Ја неколку пати сме кажали и на Ковачевски дека не мора по секоја цена. Ние сме тука и да изгласаме тоа што треба, без да бидеме дел од владата. А за ВМРО, ние имаме пријатели од сите партии, нели? Комуницираме и впечатокот дека и внатре во ВМРО има луѓе кои што не се согласуваат баш со политиките кои што раководството ги тера. Така да имаме блиски пријатели во ВМРО кои што кажуваат дека оваа траекторија што ја покажува ВМРО за понатаму не е тоа што треба да биде. Ова дури не се препознава како автентично ВМРО кај сака да стигне. Така да мислам дека и во ВМРО има одредени незадоволство од политиките. Видете, и дистанцирањето од сите албански партии не е во ред. Утре, било кога да се одржат избори, 2024 се надевам редовни во април, ја мислам дека ВМРО, иако често кажуваат дека без разлика кој ќе победи во албанскиот блок, ние ќе имаме бројки и со тие бројки ќе можеме кого сакаме да го земеме, меѓутоа верувајте дека со овој наратив и со овој начин на дејствување, мислам дека сериозно ќе имаат проблеми да соработуваат со некоја албанска партија. Било која албанска партија да соработува со ваквиот начин на функционирање на ВМРО, ја мислам дека ќе бидат стигматизирани и ќе биде сериозно тешко да седнат и да преговараат со ВМРО. И да имаат еден, два или три пратеници и да одлучат да земаат една партија која што е со еден или два или три албански мислам партија, верувајте дека ќе биде сериозно за таа партија да функционира и да седне и да соработува со ВМРО. Ја мислам, имам впечаток дека веќе се враќа наративот на Груевски. Се враќа периодот пред 2016 година. Имам впечаток, може би грешам. Замислите за 2 недели со одлука на судот во Страсбур уште и формално да може да се врати. Се е можно, во оваа држава се е можно. Скопско и се е можно. Ја мислам дека ако се случи и тоа, не знам што да кажам. Не знам дали вреди. Мислам и дека не сте размислувале до таму, ама можеби сум прочитал можеби ќе спиете некакво шампањско пред да ја составите владата, бидејќи предпоставувам дека тоа малку ќе биде, како се вика, потешко за Белата палата отколку за јавната сцена. Потешко од нас овој момент. Само се обидувам да покажам колку се може да биде подвижна мета во релативно кратко, ниту знаем одлуката на судот во Страсбур, уште помалку како се вели. Сакаме да имаме априори разбирање за вашиот наратив што значат овие 72. Зошто ви е непријатно се уште да речете дека ако политички промислувате на подолги патеки, вашата единствена задача како нов претседател на партијата е како да ја подготвите вашата политичка формација за следните избори, не е тоа таму некаде далеку, дека е сосема навреме да исчитаме дека потегот на Ковачевски
е всушност намера не борба за 72, тие можат да усвојат само дневен ред, се друго може да биде под блокада, е всушност обид навреме да се промовира новата изборна коалиција. Може би во првиот момент некому ќе му се крева коса на главата, меѓутоа веројатно намерате за година дена да се акомодира таа слика и да не биде толку опасна и страшна, наспротив печатокот дека ако не завршиме работа, веќе во ноември ние се разделуваме со Албанија и остануваме. Да, тоа е најлошата опција. Факт е дека сме во момент кој што веќе сме влезени во изборна година, да кажам. Април 2024, сега сме февруари 2023. Значи не делат една година до избори. Тоа е непобитен факт дека сите калкулации се можни. Алијанса за албанците нормално, освен што гледа дали може да се направи 80, дали ќе има уставни промени, нормално се размислува и за својата иднина. Апсолутно, тоа е непобитен факт. За сега немаме некакво размислување дека би можеле во предизборна кампања заедно со некоја политичка партија од Македонскиот блок. Ова ни е факт. Значи, скоро невозможно. Ипак тоа го одлучуваат партиските органи, меѓутоа Алијанса за албанците скоро е невозможно да биде во предизборна кампања. За после избори се е можно. Предизборна кампања ние сме разликувале во правец на тоа дали можат сите албански партии да бидат заедно. Значи, дали може да ни се случи 98 година, значи, без алтернатива Алијанса дуи да бидат заедно во еден пакет, и за тоа е многу полесно ако успееме да испорачаме заедно сите политички партии, да седнеме, да разговараме и да излеземе со некаква заедничка листа, проевропска листа. Меѓутоа, ако некој од овие политички партии не прифаќа тоа, искрено ќе биде тешко и за Алијанса за албанците да биде само со една или две партии. Посебно тешко ќе ни биде заедно со ДУИ. Меѓутоа, со алтернатива бевме заедно 2020 година. Ништо од овие приказни не ве носи подалеку од Белата палата, освен што не знам кој таму би ве гледал од прозорчето, бидејќи минус СДСМ таквата заедничка коалиција на крајот веројатно повторно ќе прави резултат дека треба да се дојде на вратите на Белата палата. Сега како еден по еден раскажувате дека тоа почнува да станува толку многу разделена приказна, се обидувам да препознам дали всушност само се воздржувате прерано вие да зборувате, а дека всушност вистинската намера на овој пат, на ова окрупнување е токму заживување на таа идеја дека ниту е страшно, ниту е опасно да се појавите на избори во таква формација? Тешко, да ви кажам, еве искрено го кажувам, тешко би поминало во партијата. Ја ги знам околностите како е. Во партијата сум од почетокот и ги знам менталниот склоп на повеќето членови кои што се и во собранието на партијата и во председателството. Меѓутоа, ете, не исклучувам ништо, меѓутоа со албанските партии ја мислам дека тоа може да се разговара и може да се организира. Меѓутоа, со македонска политичка партија од предизбори, мислам дека тешко би поминало. Дуе е црн и страшен, ама сепак е брат. Ова е логиката? И дури мислам, не, воопшто не е тоа. И дури мислам дека тоа би штетело и на СДСМ, меѓутоа и на политичките партии на албанците кои што се 3-4 тука. Ја мислам дека СДСМ ризикувал многу повеќе отколку било кој во некаков капитал. Не е дело тој капитал ве нервирал. 2016 на изборите директни албански гласови. Закон за јазици не е заслуга на ДУИ, туку е реално одлука на СДСМ дека тоа мора да го помине. И инсистирање на Алијанса за албанците тогаш беше во првите 100 дена, тоа беше една од условите за влезување во влада. Да не сакаше СДСМ да влезе во тоа, знаете дека нема решение на таа приказна. Се согласувам, меѓутоа искрено за тоа е прерано да се збори и претешко да се оствари. Добро. Моје мислење, моја анализа сега е година дена пред избори. Добро, правиме овде пауза за реклами, па ќе разговараме за тоа како во заднина ќе се подели тој колач од би поддржале малцинска влада до тоа дека ќе разговарате во детали колку да биде изборниот плен за таа златна акција, ако во овој момент сигурноста на властите дека имаат сигурни 6. Пауза за реклами.
Господин Таравари, мислам дека ќе биде тешко во овие 20 минути било што од зад сцената да издадете, но еве за тоа зашто во овој момент се шпекулира според некои дека дури на првата средба опишана како зборувавме за програмските позиции, вие имате некаков сигнал дека вашата тежина на политичкиот пазар, всушност за тоа што го носите, е 3 министерства и таму добар дел од колачот, инспекторати, управи, институции, јавни предпријатија и се останато. Знам дека е убаво да се каже толку сме фер за европскиот пат, ќе поддржиме дури и малцинска влада, но на оваа друга трака ќе испреговарате, предпоставувам, приближно привлечен колач како што успеа алтернатива, кога исто така соодносот на силите беше 60-60. Значи, ја ќе бидам искрен до крај. Првата средба ни беше дека треба да се соработува со Ковачевски, дека бара за посебно за европските закони да ги поддржиме тогаш кога немаат кворум. И тоа беше средбата. Прв пат се сретнавме. Воопшто не е разговарано за кадровски решенија. Воопшто, во првата средба што се случи во владата. Втората средба беше некаде пред нашиот конгрес. Тогаш веќе почнавме дека да разговараме. Прв пат дека ние имавме сигнали, искрен да бидам, дека добро е да бидеме дел од владата и да се размислува евентуално за програмските цели. И тоа помина Нова година, празници и сега кога се сретнавме, ако не се лажам, вторник беше, разговаравме генерално од 2 часа средба, сат и 50 минути беше програмско синхронизирање, усогласување. Значи, воопшто не начнавме и не почнавме кадровски решенија. Меѓутоа, се согласувам со вас. Ние, за да бидеме дел од владата, освен програмските синхронизирања или усогласувања, ако бидеме и ако бидеме дел од владата, треба да земеме одредени институции. Наша прва точка во тоа што преговаравме е нашиот пакет за мерки за антикорупција и правна држава. Како можеме да го покажеме ако не земеме одредени институции? Да раководиме и да покажеме дека имаме капацитети да се бориме против корупцијата и криминалот во државата. Ако не ни се даде тоа, нормално дека и не можеме понатаму да продолжиме. Не можеме и нема да прифатиме да бидеме само фигура во или да речам сенка во владата, да влеземе и воопшто да немаме никакво влијание, чисто да земеме 5-10 позиции, да се уживаат 5 до 10 луѓе. Не сме таква партија, тоа ви гарантирам. Во таков случај нема ни да влеземе, знаете дека ќе ги поддржиме како малцинска влада. Фамозна борба за против корупција беше исто така образложение и мотив зашто алтернатива ќе влезе во владата? Слушајте ме, ја не сакам да зборам за други партии, ја кажувам за... Ја сакам да ви речам дека тоа се како темплеити веќе подготвени. Дајте ние да се зборуваме за кадрите, а вамо ќе им објаснуваме на луѓето голема борба. Дајте ми 2 минути да кажам. Ние бевме во Министерство за здравство. Кога кажавме дека ќе ја вратиме надежта кај луѓето, успеавме за 100 дена со рейтинг да го поминеме и заедно во кулминација на кариерата. Ние раководиме веќе со 3 општини. Во сите 3 општини имало финансиска полиција, организиран криминал и разни инспекции секојдневно. И сега, или ДКСК, од тие 3 тужби, една е за мене. 3 тужби има за 4 години, 3 години. Сме покажали дека може да бидеме најтранспарентна општина. Прва е, ако не се лажам, Куманово, втора Гостивар, трета Кавадарци. Да бидеме кај луѓето, да направиме одредени работи, да ни веруваат, да бидеме меѓу општините кои што се најверувани од луѓето, најдоверливи од луѓето, на кои што можат да се да им дадат власт. Еве да речеме блиц прашање. Овој министер од алтернатива во информатичко општество и администрација одлучи сам да го објави новиот балансер кој врти на сосема поинакви бројки. Добро. Ако вие се представувате за вистински чесна, одговорна партија која во институциите ќе покаже дека ги почитува законите и правила. Ама тоа е ни целта, не друго. Добро.
Дали вие ќе бидете тие кои што ќе побарат на првата седница на влада Добро. колегата, ако вие не го земете, колегата да си го врати балансерот назад, затоа што има институција која јасно опишува кои се процентите од кои може да врти балансерот. Јас не знам точно за што се Ма работи. знаете точно. Не знам, да знам ќе кажам. Прашајте ме нешто од здравство или од општина, ќе ви кажам точно, знам. За ова не знам што е. Меѓутоа, тоа што е за доброто на граѓанинот, тоа би требало да се донесе. Не велам сега, знаете дека не поминуваат одредени работи кај нас. Едноставно не поминуваат кај Алијанса за албанците. Би сакале да рефлектираме и треба да успееме, ако бидеме дел од власта. Затоа што тоа значи за 6 дека месеци вие до би им 9 рекле месеци на албанците дека не може да се вработуваат во институции Добро. со измислени нови проценти кои што ги креира, не знам како тоа го дозволува и премиерот и владата, кои ги креира едно министерство, еден министер кој што решава да се прави свое толкување. Кои проценти мислите од пописот? Да. Добро, кои се бројките, тие се бројките. Нема бегање од тие бројки. Од кои Бројките, па тие што се проценти кои што за мене, мислам, за другите, за другата регистрација која ќе биде воопшто не треба ни да стојат. Меѓутоа, тие се бројките кои што се излезени од пописот од 2020 и која беше, втора година. Не можеме да побегнеме од бројките. Бројки се тврдокорни, не можете да ги смените. Ја не знам за кои бројки точно работите. Министерот бега во бројки кои се надвор од вкупното население во која влегуваат тие до една година надвор и тие кои што се попишани дома. И додава диаспора која всушност факултативно се попишуваше. Ама диаспората не се додава само од една етничка заедница, од еден народ. Диаспората е од сите народи. Зошто македонци, турци, роми, Добро, се обидувам нема диаспора има. Како што има албанци, така има и од другите народи. Така да не знам што е спорно. Навистина не знам точно за што се работи. Меѓутоа, тоа што точно знаете што е. Точно знаете што е спорно, меѓутоа исто така знаете дека тоа не можете да им го кажете на албанските граѓани затоа што Јас знам и раководам институција еднаш Министерство за здравство околу 3,5 месеци и општина Гостивар 5 години. Ја мислам дека барем општина Гостивар покажува капацитети, барем една мултиетничка општина, која што е многу слична со комплетно нашата држава, во која што живеат турци, албанци, македонци, роми, во која што се живее релативно добро и се уште не знам, освен поединци кои што можат да се бројат во прсти, кои што мислат дека Таравари е антимакедонец, протурчин, антиалбанец, проалбанец. Не постои така. 99,9% на населението кои што живеат во Гостивар знаат како размислува раководството на општина Гостивар и како се однесува кон сите граѓани кои што живеат во Гостивар. Дали имате разбирање, без оглед колку тоа беше пристојно или непристојно разделување со алтернатива, сега повторно би требало да бидете заедно во влада, дали имате разбирање кое што оди над линијата на интересот на партијата, да застанете во еден момент и да речете поважно е да се создаде оваа формација, отколку на крајот да се испокараме дали 2 или 3 министерства и некому да му ја отвориме вратата за излез. Да бидам искрен. Едни тврдат дека го дека кажа, вие сте исклучив и дека всушност за вас тоа е одлука на алтернатива која од вчера делумно и го менува ставот дека ќе ги задржи комуникацијските канали. Преговараме во моментот, почнавме да преговараме, значи со премиерот на владата. Јас со господинот Африм Гаши, првиот пат по негова иницијатива, вториот пат по моја иницијатива, во последните месец дена 2 пати седнавме сами, тет-а-тет. Разговаравме за одредени работи, политичката ситуација, генерално за понатамошните збиднувања, така да имаме релативно добра комуникација со алтернатива. Ја мислам така и треба да продолжи. Нашата цел не е ние да влеземе, некој да излезе. Напротив, сите да останат и ние да дадеме свој допринес, ако можеме, или од надвор, или од внатре, без разлика како ќе биде тоа, а ќе се знае за неколку дена. Значи, гледам, има впечаток во
генерално кај народот дека завршена е оваа работа. Гледам одредени аналисти излегуваат и кажуваат веќе е завршено, се знаат и министерствата, само се очекува тоа како ќе се пакетира. Напротив, еве ја тврдам дека уште не се знае ништо. Може да се случи ако оваа трае, а веќе е претерано. Ја мислам дека за неколку дена ние треба да одлучиме. Ја планирам идната недела максимум да свикам централно председателство и да ја завршиме оваа работа. Ве поддржуваме од опозиција, продолжите. Малцинска влада, било каква, еве ви даваме 6 месеци, продолжете, работете како што треба. Кога ви треба кворум, таму сме. Не ви бараме ништо. И ако доколку сметате дека ние можеме со наши кадри нешто да помогнеме, тука сме повторно, ете, ајде да седиме да разговараме. Меѓутоа, оваа не може да трае до недоглед. Треба да заврши оваа приказна. Мислам дека претеруваме со самооштетување. И треба оваа приказна да заврши за максимум неколку дена. Така да не е завршено тоа дека гледам повеќето аналисти излегуваат аналитичари, сигурно тоа е завршена работа. Може би вие си ги разменувате овие пораки, сосема јасно дека тие се зад сцената, не се прават. Меѓутоа кога пратеникот СДСМ јавно ќе каже дека очекуваме оваа операција да заврши за месец дена, претпоставувам дека во таа порака вие препознавате обид за разводнување и за намалување на вашата цена во Кој го кажал, тоа не сум го слушнал повторно. Пратеникот Каевски. Не сум го слушнал, меѓутоа без разлика на тоа, јас знам дека нашиот став е дека оваа набор го треба да заврши, без разлика како. Така да нема да трае сигурно месец дена. Еве, тврдам дека нема да трае месец дена. И ако биде, ќе биде, ако не биде, нема да биде, ние ќе се стоиме на тоа што го кажуваме. Не по секоја цена мора да бидеме дел од владата, не молиме никого, не сакаме некој да излегува од таа коалиција, нека се продолжи. Ние со нашите 8 гласа ќе стоиме и во поддржување на малцинска влада. Ете, ќе дадеме рок 3 месеци, 4 месеци, 6 месеци, повелете. Сигналите ни стигнуваат од секаде дека не треба избори, ајде, не одиме на избори. Меѓутоа, ова треба да заврши, не може вака да стои. Дали од овие главни поенти, ова мораме да го завршиме, ова е важно за европскиот пат, помеѓу ги губиме нијансите кои веројатно во јавноста создаваат прилично една констернација, понекогаш таа ескалира до бес, до чувство дека треба да се излезе од целата оваа приказна, треба да земеме воздух, да се преброиме. И во таа смисла, немалку граѓани и аналитичари сметаат дека овој деликатен процес со Бугарија, кој добива неверојатни амплитуди, кога слушаме од албанците формулации европскиот пат по секоја цена, добар дел од македонците го читаат како вас баш ви е гајле колку сака Бугарија да земе од тоа што нас ви е важно и затоа вака лесно прекршувате европскиот пат над се. Па тука имате додавка. Надворешни работи води албанец. И тоа е цел еден конструкт од кој не се може. Дали имате разбирање дека таа приказна мора да здивне со добро политичко менаџирање и дека во таа смисла може би сите заедно треба да пристанете со таа атака по 6 од ВМРО или не знам кој и евентуално дури да го оставите процесот во ноември да колабира, затоа само со таков шок веројатно идејата за европска приказна ќе најде ново стебло, нова причина да се околу тоа да се лепи наративот на оваа коалиција. Воопшто, видите, може би, не знам, може би сме и агресивни во тоа што инсистираме, меѓутоа не е за доброто само на една етничка заедница или само на албанците. Но вие сте свесни дека сега кога е вака зовриено има многу гласови кои се реферираат на условно вашата безчувствителност на овие детали кои се важни за македонците. На крајот на денот или сите добиваме или сите губиме, нели? Заедно живееме, не можеме од тоа да побегнеме, ова е наша заедничка судбина и целта ни е сите да бидеме подобро, не полошо. Кога би знаеле дека ете со ова иритираме делот
нашите сограѓани македонци престанале воопшто да го кажуваме ова. Ви кажале дека не е битно, решаваме, не решаваме. Меѓутоа знаеме Ова дека нијанса се обидувам да ја направам не затоа би што сакале да се помеѓу вратиме. вашиот избор да бидете коректни кон нас, да не бидете на ниеден начин арбитри во во оваа тема, одеднаш сега се сели во другиот пакет и вели албанците само тоа ги интересира. Без оглед колкава е цената за нас на тој пат, ако одиме побрзо отколку што можеме да одработиме ситуација да ги завршиме. Реално јас ги слушам и одредени експерти македонци, кои што велат не е нешто трагично ако и бугарите влезат во преамбулата. Но тој ми е јасно и на ВМРО дека не е трагично. И од ВМРО и со нив сме разговарали искрено, дали е нешто трагично ако бугарите влезат. Па и торбешите, и црногорците, и евреите, и хрватите. Мислам дека не е ништо трагично. И тие го кажуваат тоа дека не е ништо трагично. Ја не знам за другите сегменти, за историската комисија. За јазикот гледам со Фронтекс и тоа е прифатено без никакви назнаки како македонски јазик. Подобро легитимирање на нашите сограѓани македонци, па и на државата Република Македонија, отколку влегувањето во едно елитно друштво како е Европската Унија нема. Се мислам дека ние се обидуваме да им помогнеме на сите и на нас кои што живееме тука, за да бидеме да ги почне преговорите и што поскоро да бидеме дел од Европската Унија. Не дека би сакале нешто да наштетиме на нашите сограѓани, напротив. Значи, кога би знаеле дека е тоа, би инсистирале да не бидеме. Меѓутоа, и ВМРО, кога запнува, не, никако не поминува ова, ја знам дека тоа го прават само за политички рейтинг. Не ја знам. И повеќето граѓани кои што знаат трезвено да размислуваат, знаат дека не е тоа целта, дека бугарите ќе стојат во преамбула и тоа е баук и со тоа нема македонска држава, нема македонски народ, нема македонски јазик. Можам да се согласам дека во околности на лошо водење на процесот со францускиот предлог дома, јас мислам дека тука е грешката. Се појави таа една реченица која може да биде дури цела кариера на Христијан Мицковски. Таа е уште од тогаш, нема да дозволам промена на уставот и сега не може да се семне по скалиот од Ја мислам дека тој процес требаше да биде поинклузивен и потранспарентен. Продолжувам да мислам и мислам дека главната грешка е тука. Подобро тогаш да задоцнеме уште 2 месеца, уште 3, да се коригира уште нешто во францускиот предлог и кога ќе помине во парламентот да има одреден консензус помеѓу двете поголеми македонски партии, албанските by default сите би го поддржале. Мислам дека подобро тогаш да дадотиме отколку сега, меѓутоа може би држи ова што го велите вие, нашето инсистирање може би да на спротивната страна да предизвикува некаква одбојност, дека што му вие инсистираат, нешто не е добро, може би тоа држи. Имаме 3 минути до крај, само едно кратко регионално прашање. Предпоставам успеавте да ги видите денеска сцените во српскиот собрание парламент. Мислам, че никако да ги режирал Вучич, тоа е таа ситуација. Не могу док е овако жестоко у Скупштини. Но исто толку нервозен е и вашиот, можеби, клучен политички пријател, сега премиер, Албин Курти. Дали преку примерот на Белград и Приштина сте свесни како изгледа кога во една шатл дипломатија доаѓа една екипа, ги поделува улогите, вели вашата игра заврши. Под таков притисок е Курти, за кој што дури Ескобар рече неважно е што му се допаѓа или не на Курти, тоа што подпишала државата Косово мора да се заврши, а тоа е заедницата на српски општини. Да, драматични избиднувања, не знам колку се следи тоа и во Косово и во Србија. Нашиот пријател, близок пријател Курти, ја мислам дека сосема има право. Ако ги гледате неговите аргументи, денеска имаше 6 факти или 6 причини како би можело да се прифати таа заедница. Видите, во иста држава да важат два стандарди е невозможно и нереално.
ги гледаме притисоците што се случуваат и во Србија, и таму горко прашање за Србија е Косово. Меѓутоа и за Косово одредени работи се апсолутно неприфатливи и мислам дека периодов ќе биде многу тежок. И знаете, се што се случува во Косово има некако многу голем импакт во Македонија. Ја би посакал да се изнајде некакво решение кое што би било прифатливо, меѓутоа сите сцени и сите работи се можни во периодот кој што е пред нас. Ќе видиме што ќе се случува. Ги гледавме, ги гледав и ја преска тие збиднувања што се случуваат во парламентот. Имате веројатно листа која ажурирате во партија сега веројатно за потребите на работните групи за преговарање со СДСМ. Само сосема кратко и тоа за едно име. Дали на било која ваша листа има место за човекот кој што всушност покажа дека за вас перспективно има некаква политичка надеж и беше претседателски кандидат и се вика Блерим Река? Да, Блерим Река е наш ценет пријател, беше заеднички кандидат на Алијанса и Алтернатива за претседател кој го поддржавме. Ја го почитувам професорот и би било чест за нас да го имаме во нашите редови и да можеме да го евентуално да му дадеме позиција со која што би помогнал и на Алијанса и на државата. Господине Таравари, ви благодарам што вечерва бевте мој гостин. Се надевам дека овие пораки знаат како да ги дешифрираат во СДСМ, да не звучат како закана, им давам уште една недела и после тоа готово, па ќе видиме што ќе се случува за таа една недела. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам на можност. Почитувани, ви благодарам што не следевте на Вин-Вин. Останете со Телма телевизија. Пријатно.